Со оригинални и автентични решенија, партерно ќе се уредува просторот околу реконструираната и санирана Саат кула, која е символот на градот, висока 38 метри, изградена од тајфата на Петре Лауцо во далечната 1858 година. До крајот на годината се планира изведувачот Крин КГ да ги заокружи градежните зафати за целосно уредување на просторот во старата чаршија, кој ќе прерасне во вистинска туристичка атракција. Комплетно ќе задржи зеленилото, ново хортикултурно уредување, перголите, лозниците ќе се вратат од времето, дел од калдрмата ќе биде вратена ново, комплетно осветлување со фенери, ласерско осветлување, кое ќе го означува градскиот часовник кој што туку е реконструиран, нови корпи за отпадоци и друга урбана опрема. Ќе чини 6 милиони денари, парите се обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Уредувањето е согласно со архитектонските норми и со цел сачувување на амбиенталноста, но и планиран проект на локалните власти во интерес на граѓаните. Преку Советот на општина Прилеп ние континуирано ги поддржуваме сите проекти од локалната самоуправа и рамо до рамо продолжуваме да ги реализираме еден по еден се она што го ветивме во нашата програма за граѓаните. Продолжуваме и понатаму со дела за да го направиме Прилеп уште поубаво место за живење и да направиме што поубави услови за нашите сограѓани. Површина 2000 метри квадратни е и тука обединуваме старото градско јадро, плоштадот и Тарпео, цветните патеки и понатаму современиот дел према Сити центарот, значи многу важен дел од градот и во централно место, лајт мотив на целој плоштад ни е градската кула, градскиот сад. Останува идејата за панорамски поглед на градот од Саат кулата, како и реализација на проектот за целосна реконструкција на уличките и фасадите во старата чаршија. Ке се постават и инфотабли, а од денеска започна и новото мелодиско означување на времето, напладне, наутро и навечер.